Со отварање на градинките во време на COVID-19, мерки за спречување и ширење на пандемијата, е внесен протоколот за активности за нивно згрижување и воспитание на децата. Колку е бројот на деца кои посетуваат градинката, кои се условите и принципите за реализирање на наставата, доколку за време на престод во градинка се појави лице заболено од COVID-19, дали досега постои таков случај и како се постапува, изјавува директорката на детската градинка Стибово Штип, Билјана Трајчевска. Активностите се одвиваат секојдневно. Меѓутоа морам да кажам дека се работи оттежнато, односно во услови на ковид. Така, досега имавме повеќе случаи на позитивен тест кај вработени. За жива среќа, помалку случаи на деца кои што беа позитивни на ковид. Во овој момент имаме само уште 3 вработени кои што се во изолација, од кои што двајцата веќе се враќаат во понеделник. Правиме се што е во наша надлежност, за да најмалите не ги почувствуваат потешкотиите со кои се соочуваме поради пандемијата. Па така, и оваа година ќе имаме новогодишна програма, вели Трајчевска. Во согласно со протоколите, така, Дедо Мраз ќе ги посети дечињата, ќе им подели новогодишни пакетчиња, меѓутоа, сето тоа ќе биде во согласно со протоколите, односно тој нема да се меша со дечињата. Исто така, колешките заедно со дечињата подготвија еден вид на новогодишна приредба, точки кои што се снимаат во градинката и кои што ќе им бидат презентирани на родителите од секоја возрастна група. Сензорна соба е проект реализиран во соработка со Министерството за локална самоуправа и Швајцарската амбасада за лицата со попреченост во развојот, како функционира во време на пандемија. Меѓутоа, работата во сензорната соба според протоколите не може да се одвива, значи е закочена. Единствено нешто што се користи од сензорната соба, односно таа се користи само од дечињата кои што го посетуваат објектот Астибо, затоа што колешките кои што ги чуваат дечињата, воспитувачката или негователката, заедно со детенцето кој што има потреба од посета на сензорната соба, ја посетува сензорната соба со под надгледување од страна на дефектологот. Значи, за жал, сензорната соба многу малку е искористена, меѓутоа се надеваме дека со завршувањето на оваа пандемија ќе можеме да ја ставиме во функција да биде за сите дечиња